Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Вечерва наша тема е очигледната конфронтација на релација Кривичен суд Скопје специјално јавно обвинителство. Која е позадината? Кои се фактите? Што покажува статистиката? Кои се интересите? Кои се судиите што постапуваат по предлозите и обвиненијата на СЈО? Зошто нема изземање судии при очигледни околности на ризик од нивна пристрасност? Има ли веќе простор да постапува судскиот совет? Зошто председателот на судот Владимир Панчевски се поистоветува со целиот суд? Значи ли тоа дека сите судии во Скопска единица се согласуваат со соопштенијата подпишани од името на судот? Ако не, зошто молчат? Зошто молчат другите повикани инстанции во судството? Има ли пропусти и одговорност кај СЈО? Ова се прашањата што ќе ги отвориме со нашите и ваши гости, поранешниот судија, сега универзитетски професор и адвокат Сейфула Османи, новинарката која со години ги следи состојбите во судството Гордана Дувњак и универзитетската професорка по кривично право Беса Арифи. Сите претходно споменати прашања може да се обединат во едно. Дали во вакви околности може да биде испорачена правдата кон оние што го кршеле законот? И вечерва кон крајот ќе објавиме нова саботажа. Останете наосад, почнуваме веднаш. Отворајќи ја темата за конфронтацијата меѓу Кривичниот суд и специјалното јавно обвинителство, едно од првите прашања што се наметнува е како постапува судот кога предлозите за притвор и за други мерки за предпазливост доаѓаат од обвинителството за гонење организиран криминал со кое раководи баџанакот на Сашо Мијалков, Јован Илиевски. А како кога предлозите доаѓаат од специјалното обвинителство на Катица Јанева. Хелсиншкиот комитет детално го анализираше ова и во сликата што се добива нема нијанси. Таа е комплетно црно-бела. Еве зошто. Сметате ли дека постои селективност во решавањето на судовите при барањата кои што стигаат од основното јавно обвинителство и од специјалното јавно обвинителство? Сметаме дека постои селективна правда и тоа го сметаме затоа што го темелиме на аргументи кои произлегуваат од наше истражување. Односно, доколку погледнете колку барања за притвор биле предложени од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во периодот 2012-2014 биле поднесени 727 такви барања. Од нив судот се сложил да определи притвор о 717, а одбил само во 10 предмети. Што значи дека во 98,6% од предметите судот се сложил да определи притвор. Доколку пак погледнете за барањата на специјалното јавно обвинителство, досега имаме 21 такво барање, само во едно од тие барања определен притвор, кој патен траеше само 2 дена, додека во 20 од тие предлози биле одбиени. Процентуално ова значи дека судот на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во 98,6% од предлозите ги прифаќа. Додека пак оние 1,4% што се одбиени, тука е определена мерката куќен притвор. Што значи имаме 100% определување на некаква мерка притвор. Додека кај специјалното јавно обвинителство прифатени мерки процентуално се само 4%, односно во 96% од предметите е одбиен предлогот за притвор. Што станува за барањата на СЈО или на основното јавно обвинителство за обезбедување, за посебни мерки за обезбедување присуство? Значи, секој случај е посебен и доколку го прашате основниот суд Скопје во Скопје дали зошто вака постапува различно во зависност од тоа кое обвинителство предлага, тие ќе ви кажат секој предмет е засебен за себе. Што е така, јас се надевам дека навистина така судот работи. Меѓутоа, она што зачудува е дека и покрај тоа што таму каде што се одбиени мерките предложени притвор, судот одбива дури и мерки на предпазливост да изрече, како што е на пример одземање на патна исправа, јавување на некој временски период во судот од страна на обвинетиот. Значи судот избегнува и тие да ги изрече. Дури и кога доаѓаат како предлози од страна на специјалното јавно обвинителство, досега сме имале 20 предлози за мерки на предпазливост, судот без исклучок сите овие мерки ги има одбиено. Добро вечер и добре дојде за Беса Арифи, универзитетска професорка по кривично право на Универзитетот на Југоисточна Европа. Благодарам што сте со нас. Фалемдерит, професор. Гордана Дувњак, новинарка на Утрински весник. Со години се занимава со прашања поврзани со состојбите во судството. Благодарам и за вас што ја прифативте поканата. Благодарам за поканата.
и Сейфула Османи, доктор на правни науки, декан на правните студии на Меѓународниот универзитет во Струга, инаку адвокат и поранешен судија. И тоа е истражен судија. Поново судија во претходна постапка. Ќе зборувам малку подоцна во текот на емисијата за околностите во кои што вие заминувате од судот, но сега на почеток. Дали е преблага квалификацијата дека може да се препознаат двојни стандарди во постапувањето на судот? Па, се гледа дека има некоја интенција на селективна правда. Јас се согласувам со застапникот на Хелсиншки комитет. Мислам дека ја не се согласувам со тоа што во првиот случај имаме повеќе од 700 барања уважени. Сигурно по дефолт, сите тие се прифаќаат од страна на судиите, имајќи предвид дека судијата од претhodна постапка не врши една детална анализа дали се основани тие барања или не. Тоа е најлошото. Тој судија во некои држави се вика судија за човекови права. Неговата основна улога е да увиди дали има основано сомнение, тоа што го викаме од обвинителска страна. И ја мислам дека тука се работи за класична селективна правда, но тоа не е случај само во Скопска единица. Тоа се случува од цела држава, ние имаме еден сервис, тој судија е сервис на јавното обвинителство. Господин Дувњак, во истото ова студио, специјалната обвинителка Јанева, мислам дека зборуваше на линија на тоа, при тоа иронизирајќи се разбира, велејќи дека на некој начин како да ги подигнавме сега стандардите. Ова за што зборува господинот Османи при определувањето притвори. Се разбира, тоа е полно со иронија. Кога вие, ова е позната статистика, но јас мислам дека вреди да ја повторуваме, затоа што е многу парадигматична. Кога вие повторно вечерва се соочувате со оваа статистика, што ви паѓа прво на памет? Вие рековте дали е соодветен зборот двојни аршини или двојни стандарди. Јас би рекла дека безобразна е дури статистиката. Безобразно покажува. Ако порано ние критички ја обсервиравме работата на судовите и тврдевме дека многу лесно определуваат притвор, дека не може да биде тоа мерка на казнување, туку на обезбедување на присуство, сега се отиде во една друга крајност, а тоа е многу лесно, на што се вели во старт да се отфрла се, дури и таму каде што има простор за такво нешто. Сакам да напоменам еден факт кој што мислам дека го забележуваат и граѓаните, а не само правниците, а тоа е дека специјалното јавно обвинителство е многу внимателно во барањата да се определи притвор. Ако забележите во сите овие случаи, во многу мал број случаи бараше притвор, туку повеќе инсистираше на останатите мерки. Меѓутоа и тие, како што гледаме, не се прифаќаат. Да. Арифи, вашиот впечаток и вашата оценка. Преблаг е квалификативот двојни стандард? Kualifikimi po që është shumë I butë. Do me thënë, nuk bëhet fjalë vetëm për një standard të dyfisht. Nuk bëhet fjalë vetëm për një drejtësi selektive, po tani më mbas një vit e gjysmë të funksionimit, do me thënë të krejt kësaj mënyre të drejtësisë, mund të themi lirisht se kjo është diçka më tepër se kaq. Unë do të kisha quajtur bile bashkëpunim në kryerjen e këtyre veprave penale, pengimi I drejtësisë dhe mbulim I veprës penale. Pse? Për shkak se do t'ju kisha lutur që të kujtohemi në rastin e parë që Prokuroria Speciale e ngriti, ishte rasti Titanic, dhe aty për herë të parë dëgjuam prokuroret pranë kësaj prokurorie të prezantoj një rast I cili ka të bëjë me bashkimin apo shoqërinë kriminale, pra me krimin e organizuar. Në aspektin kriminologjik, te krimi organizuar keni një piramidë. Pjesa e fundit e asaj piramide janë bashkëpunëtorët. Çfarë kuptojmë me këto bashkëpunëtorët? Bashkëpunëtorët janë lidhja e organizatës kriminale me shtetin.
dhe me organet shtetërore. Dhe pikërisht kjo lidhje shihet në këto statistika. Mua më vjen keq të them, po një diskrepancë kaq e madhe prej statistikave të normale, do me thënë ku kërkesat për paraburgim dhe për masat të tjera pranohen aq lehtësisht dhe vazhdojnë të pranohen edhe sot e kësaj dite, ndërsa nga ana tjetër tërësisht refuzohen kërkesat e prokurorisë speciale, kjo flet vetëm për një bashkëpunim të tillë kriminal. Само да ве предупредам дека утре може да се најдете во ново соопштение на Кривичниот суд Скопје со квалификации дека сте квази експерти, мислам дека такво нешто беше, дека гостувајќи по најразлични телевизиски шоуа го претворате правосудниот систем во шоу парада. И го деградираме. Добро, спремни сте на тој ризик. Те сигури ще га фен кретари, каде сме. Во Мерменија. Интересно е, соопштенијата се подпишуваат од името на целиот суд, а предпоставувам дека се авторство на председателот, но и за тој аспект ќе зборуваме. Благодарам за почетокот, ќе направиме мала пауза, па ќе се вратиме со разговорот. Останете со нас. Вечерва наша тема е односот на Кривичниот суд во Скопје по предлозите кои што доаѓаат од специјалното јавно обвинителство и двете обвиненија кои што веќе ги подготви специјалното обвинителство. Кои се судиите во претходна постапка што постапуваат по предлозите на СЈО, но и кои се судиите што ќе ги судат двете обвиненија? Александар Димитриевски анализира. Четворица. Тоа е бројот на делители на правдата во Скопскиот кривичен суд кои први одлучуваат за судбината на предлозите на специјалното јавно обвинителство. Тоа е и бројот на судии од чии одлуки домашната и меѓународна јавност гради мислење за севкупниот однос на домашното судство кон Катица Јанева. Според јавно објавените информации, дури тројца од тие 4 судии се назначени на функцијата во последниве неколку месеци, односно откако специјалното јавно обвинителство почна со ефективна работа. Поединечно, најнов на позицијата е Ненад Савески. Дојде минатиот месец по 7 години обвинителска кариера. Најдолг стаж пак има судијата во претходна постапка во оделението за организиран криминал Славица Андреевска. Таа веќе постапуваше по барањата на СЈО, например при одбивањето на притворите за осомничените во првиот предмет на Катица Јанева, Титаник. Останатите две судијки се Елена Илиевска Јосифовиќ и Александра Поп Стефанија. Освен што се на функцијата од неодамна, имаат уште една заедничка работа. Специјалното јавно обвинителство бараше нивно изземање поради сомнеж дека нема да можат да одлучуваат непристрасно. За тоа, кои се овие судијки и зошто СЈО бараше нивно изземање, опширно пишуваше новинарот Саше Димовски. За сите судии кои се во претходна постапка ги анализирав и пишувавме. Се знае дека и тоа го бараше специјалното јавно обвинителство. Мажот на едната судијка е поранешен секретар на Општинска организација на ВМРО ДПМН од Неготино, сега член на комисија во Скопје. Втората судијка е тесно врзана со фирмите околу Финзи, односно блиски релации до фамилијата. Тоа што и судскиот совет реагира дека се спомнувале судиите сега. Па специјалното обвинителство уште на сам старт покажа дека води истрага за управните суди. Ние го слушавме во бомбите председателот на Врховниот суд како разговара дека треба да се промени лист за да донесе одлука. Па половина од тие судии за кои ние знаеме дека требаше да се водат или се водат постапки, сега одлучуваат по тие предмети. Верувам дека нив треба да им биде непријатно, а не нас или на судскиот совет или на СЈО кој ги повикува и бара некој од нив да донесе одлука. Освен за овие две судијки, СЈО бараше изземање на судиката Лидија Петровска. Таа треба да суди едно од двете обвиненија кои неодамна ги поднесе СЈО. Предметот кој е доделен на неа е поврзан со фалсификување службени документи во УБК. А токму Петровска беше споменувана во еден прислушуван разговор кој според опозицијата се води меѓу судијата Софија Лаличик и екс-шефот на тајната полиција Сашо Мијалков. А другите кои ги договориш? Уште едната од КС, како се викаше? Лидија Тупанчевска. Ме зезаш. Не, Петровска бе, не Тупанчевска. Тупанчевска се вридела тамо на Тупанчевска братушка. А? Тоа е момиско и Тупанчевска, Петровска и од мажот. Аха, а иначе која, каква е она? На Тупанчевски моја братушка. Значи, цело Сваровски го купи
Председателот на Скопскиот кривичен суд Владимир Панчевски досега ги одби сите аргументи на СЈО за изземање на судии. При објавувањето на една од одлуките, соопштението содржаше и коментар дека барањата на Кати Цеанева било преседан бидејќи ниту едно обвинителство не барало толку изземање на судии. Новинарот Саше Димовски е критичен и кон дефанзивниот став на Панчевски, но и кон молкот на останатите 80 делители на правдата во Скопска единица. Она што е нонсенс веројатно се преписките на председателот на судот, кој во име на целиот суд во прво лице еднина ги пишува соопштенијата и се кара со секој кој мисли поразлично од него. Дали се адвокати, дали се јавни обвинители, дали се интелектуалци кои настапуваат по разни дебати, ги нарекува со погрдни зборови што нивото на речникот кој го користи председателот на судот не соодветствува на средношколец, а не пак на човек кој води институција. И жалосно е што од тие 80 судии во Скопје 1, ниту еден не се одважи да се огради или како организација на Сдружение на судии да кажат дека ова е став само на председателот на судот, но не и на судиите. Вака излегува дека сите 80 судии во Скопје 1 се согласуваат со тоа што го пишува председателот, вклучувајќи го и наводно тоа што го пишува преку неговиот лажен профил со кој се препукува со одредени адвокати во земјава. Додека во домашната јавност се прави баук од барањата за изземање на судии на Кати Цеанева, на меѓународна сцена работите стојат поинаку. Македонија, на пример, има изгубено 2 предмети пред судот во Страсбур, кога странки се жалеле на прекршување на принципот на непристрасност. Едниот случај изгубен затоа што Струмичкиот суд судел лице за сообраќајка во која жртва била ќерката на председателката на судот. Вториот е случајот на судијата Митриновски кој беше разрешен од функцијата. Во тој предмет, Страсбур оценил дека одлуката на судот не е непристрасна, бидејќи иницијаторот на постапката бил првиот човек на Врховниот суд, кој потоа и гласал за одлуката за разрешување како член на судскиот совет. Неколку барања за изземање судии, ниедно позитивно решено, некои од нив одбиени и од апелација. Господин Османи, дали вие препознавате основа за постоење ризик за пристрасност на дел од овие судии, кои што беа споменати во овој прилог? Јас најмалку сакам нашите прилози да личат на потерници по луѓе, но мислам дека ова е јавен интерес и дека јавноста ова сепак треба да го знае. Sigurisht që po. Do të thënë, largimi i gjykatës nga çështjet që duhet të punojnë, se ne i dim gjithë dispozitat ligjore, sipas kodit për procedurë penale, se në cilat raste kemi menjanim ose largim të gjykatësit nga çështja. Po, unë nuk mund ta kuptoj se si ato gjykatës vetë, në qoftë se shohin që ka një lidhshmëri mes tyre, edhe dikuj që është i prekur ose që është aktor në një çështje konkrete, do të thënë një çështje penale, se si ato vetë nuk kanë kërkuar që të largohen nga veprimi në ato çështje. Unë duke parë se si funksionon, edhe gjithë e shohim, do të thënë, ky fenomen i lidhshmërisë mes gjyqtarëve edhe aktorëve politik nuk është i sotit. Edhe pse sot ndoshta janë pasojat më të rënda, e përmendi paras zonja kolegja juaj, që ne problemet në gjyqësi kemi që nga pavarësia. Mos them edhe që më parë, po nga pavarësimi i shtetit e këndej ne kemi një problem shumë serios në gjyqësi. Asesi nuk arrim që të marrim një vlerësim të pavarur pozitiv për gjykatat. Më vjen keq, unë kam qenë pjesë e gjykatave, e keni parasysh që gjyqtarët edhe pse, sipas thirrjes duhet të jenë njerëz shumë të guximshëm. Mungon guximi edhe kuraja ose vetë pozicionimi i gjyqtarit si pushteti i tretë. Ato nuk e ndjejnë as pak se janë një pushtet. Господин Дувњак, дали во еден нормален судски систем не на барање на СЈО да бидат изземени судиите, туку самите судии дали не би иницирале собствено изземање од предметите, ако на вистина станува збор за вакви околности? Може би наивно ова што ќе го кажам, меѓутоа очекував уште со првите истраги на СЈО,
да излезе Врховниот суд или Судскиот совет со еден начелен став, дека сите судии кои што на некој начин се инволвирани во бомбите или ги слушавме, дека е добро да не бидат дел од тие постапки. Втората работа, тоа е веќе и прашање на индивидуално чувство. Бидејќи кога зборувате вие за институти земање, тоа не значи дека на судиите им забранувате да судат, тие работат и на други предмети. Меѓутоа, морално е, етички е, се додека не се отстрани тој сомнеж, да се отстрани, да се тргне и најмалата трага, која што е дамка, која што води кон тоа некој да се посомнева дека определена одлука е донесена под влијание или заради пристрасност. Оттаму и самите суди би требало заради својата лична заштита да побараат иземање и да им остават простор на нивните колеги непристрасно да одлучуваат. Треба да се има во вид дека според Законот за кривична постапка председателот на судот одлучува во прв степен за иземањето. И тука јас предпознавам еден личен каприц кај председателот на кривичен суд Панчевски, не само заради она што претходно го зборувавме. Меѓутоа, ако ги анализираме неговите квалификации за адвокатите, за СЈО, има со една реторика, еден тон непримерен за носител на судска функција, тогаш не ме ни чуди зошто се одбиваат, бидејќи во неговите соопштенија ке слушнете зборови за правна неписменост, за обвинителите од СЈО. Не баре тие обвинители од друга планета се дојдени и за прв пат одлучуваат за предмети. Сите тие доаѓаат од некој обвинителство. Одлучувале давале други предлози кои што кога биле условно кажано обични обвинители поминувале, а сега одеднаш го заборавиле правото и одредбите од законот. Добро. Да, и позитивно, да. Да, мислам дека е председателот на вистина посветен, нели видовме дека и во 2 и во 3 пополноќ работи во судот, особено кога интересни предмети работи и на Facebook е активен. Чувме тоа, јас за Вие препастен бевте изненаден, во судските кругови и во новинарските веќе се знае. И неговиот лажен профил Ивкин, каде што си дозволува да се пресметува вербално, да ги учи нели на право и на... Арифи, се споменува и опции за иземање на цел суд. Предпоставам дека тоа во овој момент се чини прерадикална опција. Господин Османи делумно зборуваше за тоа дали се навистина законски втемелени овие барања за иземање. Sigurisht, në kuadër të ligjit për procedurën penale, domethënë neni 33 rregullon mënyrën se si kërkohet dhe arsyet për çfarë kërkohet përjashtim apo largim i gjykatësit nga një çështje penale. Dhe ka 2 paragrafe ky nen. Në paragrafin e parë tregohen në mënyrë të qartë arsyet konkrete se kur mund të kërkohet një largim i tillë. Është për shembull lidhja fare fisnore, është ajo lidhja adoptues i adoptuar, është domethënë pjesëmarrja në gjykim prej përpara si në ndonjë funksion tjetër në vendimarrje të shkallës së parë, për shembull, kur ka marrë pjesë në shkallë të parë gjyqtari në sjelljen e vendimit, nuk mund të marrë pjesë në shkallë të dytë. Përndryshe kishim një rast të tillë si për shembull me këtë paraburgimin e zotrit Alevski që pikërisht kjo ishte arsyeja sepse u shkoi lënda deri në shkallë të tretë, si edhe arsye të tjera. Por shumë i rëndësishëm është paragrafi i 2 i këtij nenit që thotë se në qoftë se ekziston çfarëdo lloj arsye tjetër që mund të bëj që gjyqtari të mos duket i paanshëm dhe të ketë dyshime mbi paanshmërinë e tij, mund të kërkohet domethënë largimi i tij. Dhe kjo shkon në vijtë asaj që çfarë është parimi kryesor i procedurës penale në këtë vend. Parimi kryesor është kërkimi i të vërtetës materiale dhe
do me thënë sigurimi i një procedure të pa-anshme gjyqësore. Do me thënë duhet të hequr çfarëdo lloj dyshimi mbi gjyqtarët në mënyrë që të kemi një procedurë të pa-anshme gjyqësore. Јас предпоставам дека дел од одлуките судот ги темели на односот кон прислушуваните разговори како кон недокази, бидејќи имаше една таква одлука, но од друга страна и судот е контрадикторен затоа што имаше ситуации како на пример во случајот Тврдина, во кој што му бараше на специјалното обвинителство да посочи конкретен разговор од телефонските разговори на кој што го темели отворањето истрага. Добро, ќе продолжиме со деталната анализа. Благодарам за сега. Останете на Алсат, наскоро се враќаме со емисијата. Се враќаме во студиото, вечера во 360 степени изборуваме за односот меѓу Кривичниот суд Скопје и специјалното јавно обвинителство и очигледната конфронтација која што постои на таа релација. Господин Османи, реков, вие сте поранашен истражен судија во Гостиварскиот суд. Бевте суспендиран во текот на истрагата или се уште беше тоа предистрага за пожарот во Бигорскиот манастир? Образложението беше дека нестручно, несовесно сте постапувале, дека не знам, на вашиот компјутер биле пронајдени само неколку параграфи од увидот кој што сте го направиле во Бигорскиот манастир. Се случи ваша суспензија, а потоа вие не сакавте судскиот совет да решава, туку самиот потоа се повлековте. Интересно е дека потоа дадовте изјава во која што рековте бев предмет на притисок, и тоа на директен притисок од министерот за правда, не го именувавте, но лесно можеше да се препознае дека станува збор за Михајло Маневски. И тоа конкретно за предмети поврзани со изборни манипулации. Ова го кажувам во контекст на следното мое прашање. Има ли веќе простор за постапување на судскиот совет во овие ситуации или е уште рано? Потани shkurt për atë çështjen personale. Mendoj se ministri Manevski ka pas ndonjë inat personal që unë nuk e di, edhe nuk më intereson, nuk merrem me atë. Ta dija që karriera ime do lëviz në një kahje shumë pozitive, me thënë edhe në aspektin shkencor, edhe atë profesional si avokat. Do shta edhe me shumë më lekt, edhe shumë më parë. Олесна. Po, sigurisht. Сакам, ајде да ве прашам, се не знам колку можете јавно да зборувате за тоа. Буквално на телефон ви се јавуваше и ви бараше конкретно да постапувате во одредени предмети? Po ishte tani, jo, unë e them që nuk e kam siklet, nuk kufizohem kur foli për atë çështje, jo mua, e është paraqit gjithë gjyqtarëve. Ju sigurisht e dini fort mirë që është i vetmi ministër që përmendet raportin e Komisionit Këshillit Evropian si arsye për pengesën në pavarësimin e gjyqësorit dhe në reformën gjyqësore. Kemi parasysh që diplomatët evropian janë shumë të kufizuar kur japën vlerësime edhe shumë rrallë përmendin emra. Është rasti vetëm i ministrit Manevski ku ai përmendet me emër e me mbiemër si pengesë. Edhe unë mendoj që ishte pengesë. Nuk e di se çfarë ka ndodhur më vonë, a kanë ende gjyqtarët, duke parë se janë në një situatë shumë të vështirë. Me thënë, në shoh gjithë gjyqtarët kam raportet mira. Чувме дека веројатно Маневски бил наследен од Јанкуловска, бидејќи тефтерчиња се споменува, списоци во незините тефтерчиња и така натаму. Но добро, ве разбирам, немате искуство. Unë ju foli për një eksperiencë të drejt për drejt që e kam. Edhe mund që them edhe për atë çfarë shoh për çdo ditë se çfarë ndodhen në gjykatat edhe me gjyqtarët. Për disa më vjen keq, i di, njoh si profesionist mirë fillt, edhe i shoh në një gjendje të jashtëzakonisht të vështirë. I keni parasysh që një numër shumë i madh i gjyqtarëve që janë profesionistë, kur kanë këto çështjet e
subtile që themi për sa i përket, me thënë, ndërhyrjes edhe politikës, ndoshta dhe kanë edhe ciklete që janë të një krize edhe psiqike. Është një tension shumë i madh ai. Atë mund ta fol vetëm ai që ka përjetuar, po unë mbi gjitha do inkurajoj gjyqtarët, ne kemi edhe gjyqtarë të mirë, të mos etiketojmë të gjithë, të mos gjuajmë vetëm me gur mbas gjyqtarëve, se ne kemi probleme me funksionimin institucional në gjithë sistemin. Dhe ne është prish funksionimin normal i një shteti juridik. Sigurisht që gjyqtarët janë një pjesë, ose gjykatat janë një pjesë e problemit. Po unë i kisha inkurajuar të jenë një pjesë e zgjidhjes problemit. Ka aq gjyqtar, ka aq burra edhe gra të zoja edhe të zot që mund t'i përgjigjen kohës, sfidës kohës, edhe të marrin përsipër, po sigurisht se mendoj që forma që është zgjedhur, ndoshta u marr kohën kolegëve, forma që është zgjedhur për t'i proceduar çështjet e prokurorisë speciale është e gabuar. Sipas mendimin tim. Ajo gjykata 1 ose shkupit 1 e dim si ka funksionuar, edhe si funksionon. Unë nuk dua të futem në atë që nesër sigurisht kryetari i gjyqit edhe mua të më quaj si një quasi ekspert, a e di fort mirë se sa kush jemi ekspert. Ne jemi zgjedhur, ne mos gaboj, kemi dhënë edhe betimin të njëjtën ditë me atë kryetarin e gjyqit, që është tash. Nuk më duket tani, ja ka mbyllë syt, funksioni është privilegj shumë i madh, ka ndryshuar diçka shumë të e njeri, pasi që ndigjoj fjalë edhe nga kolegët se, më thënë, ka dalë krejt out nga ajo që është veprim i një gjyqtari më së pari, të mos folim për një kryetar gjyqi. Госпожо Дувняк, има тези кои што велат целото македонско судство дека во овој момент се перцепира преку господинот Панчевски, уште неколкумина судии од Кривичниот суд во Скопје, и дека тоа е неправда кон едно огромно мнозинство судии во македонското судство. Вие се согласувате со тоа? Се согласувам дека е неправда, бидејќи го делам ставот дека и не сум за тоа дека треба да се генерализира. Меѓутоа дека состојбите во судството ни се лоши, тоа е ноторен факт и општо познато. Меѓутоа, она што мене ме загрижува е отсуството на отпор внатре во самото судство. Некако судиите како да одат по инерција, тешко го напуштаат комфорот и повеќе се подготвени кулуарски да зборуваат и да кажуваат како им се вршат притисоци. И само така индиректно може да се забележи тоа нивно незадоволство од прераспределување, што укажува дека нешто се случува во судовите. Меѓутоа, фелата генерално како да има некоја лажна солидарност кај нив. И дали е тоа комоцијата од добри плати, тие добија солидни примања, па тоа е линијата на помал отпор која што ја избираат? Па не верувам дека се само во прашање добрите плати. Дел од нив зборуваат дека се плашат дека можат да бидат разрешени. Меѓутоа, никогаш е почесно и да бидете разрешени и да останете надвор од судството, а да не ги трпите тие притисоци. Затоа што судската фела, исто во тој ред и новинарската ја вбројувам, треба да ја сочинуваат луѓе од еден подсврст материјал, кој што ќе можат да се отпрат на притисоците. Меѓутоа, овде се уште тие гласови на разум, на неприфаќање на таа ситуација се премногу слаби. Затоа што јавна тајна беше и начинот на кој што се избираат судиите досега. Од бомбите, можеби, го разбравме она што се зборуваше цело време за тие партиски тефтери, за
аминување во некои партиски комисии. Меѓутоа, целиот овој период Сдруженијето на судие неактивно го нема, не реагира. Така што самата... Да, вие имате реакција, например, на првиот човек на Академијата за суди и обвинители за прскањето со боја на судот. А Така. претходно комплетен молк за овие состојби во судството, што е просто неверојатно. Да. Сето тоа е одраз на вкупните состојби кои што се случуваат таму. И не се за изненадување. Ние малку во подготовката на оваа емисија, господја Арифи, зборувавме за можната улога на судот во Страсбур. И колегата Александар Димитриевски во својот прилог наведе два примера на пресуди за непристрасност во кои што морало да се случи земање на судии, а не се случило. Тоа се два случаи кои што се однесуваат на македонските, нашите состојби. Но сега, како да кажам, хендикепот на СЈО е што не може да биде странка пред Страсбур. Не може еден државен орган да ја тужи државата, како да кажам, во Страсбур. Може да се случат ситуации во кои што евентуално оштетени во предмети во кои што немало изземање на судии, утре ќе побараат од Страсбур да постапува по овој пристап, така? А што është? Megjithatë, është me rëndësi këtu të shikohet se më ekziston një praktik prej disa rastesh ku gjykata evropiane për të drejtat e njeriut ka sjell vendim me të cilin e ka dënuar shtetin e Maqedonisë për shkak se nuk i ka siguruar qytetarit të drejtën e gjykimit fair dhe të paanshëm, duke u thirrur pikërisht në probleme që kanë të bëjnë me përjashtimin apo me largimin e gjyqtarit nga. Но тоа се на барање на индивидуалци, на граѓани, оштетени граѓани. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut është krijuar që ti mbrojë të drejtat e qytetarit kur shteti të njëjtat i cënon edhe i shkel. Por ajo që nuk është paraqitur deri tani përpara gjykatës për të drejtat e njeriut është kjo situata jon këtu që e kemi, kur një organ shtetëror i cili mundohet të zbulojë kriminalitetin e madh që ka ndodhur në vend, pa turpsisht pengohet nga ana e organeve të tjera shtetërore, duke përfshirë këtu edhe gjykatën, dhe në këtë mënyrë pa mundsohet gjykimi fair dhe i paanshëm në një situatë të tillë kur kemi të bëjmë me të drejta civile dhe politike të njeriu që janë bazë e funksionimit të gjykatës evropiane. Në qoftë se e lexojmë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, aty do të shikojmë se pikës pari janë individët ata që paraqiten përpara kësaj gjykate, por mund të jenë edhe grupe qytetarësh ose grupe interesi, mund të jenë organizata jo qeveritare dhe thot mund të jenë persona juridik. E po tani, person juridik është edhe prokuroria speciale. Dhe në qoftë se do të insistohet që të merret një interpretim i ri i konventës evropiane për të drejtat e njeriut në kuptimin e asaj se a do të kishte mundur prokuroria speciale si person juridik, qoftë edhe publik, të dalë dhe të tregoj për këto shkelje të mëdha që bëhen, do të ishte shumë interesant. Mi po për neve do të ishte me të vërtet një... Ова ми е много иновативно толкување, сигурно ќе бидете во сообщение утре. Jam krenare në qoftë se do të jem, domethënë, nëse ne jemi quasi intelektual, ndoshta është më mirë të jesh quasi intelektual se sa quasi gjykatës, apo? Dhe në këtë drejtim do të kisha thënë se nuk do të ishte një situatë e mirë, kur Maqedonia do të ishte shkak që të ketë një interpretim të tillë nga ana e Konventës Evropiane për të drejtat, nga ana e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, për shkak se kjo me të vërtet nuk është parë dhe do të jetë një presedant nga i cili me të vërtet do turprohemi shumë. Kështu që është mirë që të mos vi situata deri atje, po të zgjidhim punët e drejtësisë brenda në vend përpara se të bëhemi gazetër botës. Ndoshta edhe më jemi bërë. Пак велам, ова ми е поприлично иновативен пристап, но еве, ајде да слушнеме, може би ќе отворите дебата кај дел од експертската јавност. Господине Османи, очигледно е дека сите овие прашања на крај се сведуваат на едно. Може ли да се стигне до правдата? Бидејќи некако многу работи станаа видливи. Ги видовме на маса, отворени, ги чувме со собствени уши. Некој може да зборува за всечени, лепени, монтирани разговори и така натаму. Но тоа беа сериозни индиции за прекршување на закон од високи носители на
извршната власт. Дали во вакви околности може да се стигне до правдата? Од СЈО за сега се воздржани и велат кривичниот суд е само прв степен. Има и апелација, има и Врховен суд и сакаат да веруваат дека на крајот правдата е можна. Më vjen shumë keq që vërtetohet teza ime në një deklarat për televizionin e juaj vjet. Në mos gaboj ka qenë 26 korik, e më pyetur nga gazetari se çfarë mendojmë për prokurorinë speciale dhe kam thënë që detyrimisht do nevojitet, do të thënë një gjykat e specializuar ose një departament, atëherë kam thënë një tribunal, ndoshta nuk kam gabuar. Mbi gjitha jam i mendimit se duhet të ketë një gjykat të paanshme që do i besojmë gjithë. Tani, a do jetë e ndërtuar nga gjyqtarët, se edhe prokuroria speciale është ndërtuar nga prokuror që kanë punuar si prokuror. Këto nuk i sollëm nga jashtë. Këto prokuror kanë qenë në strukturat e prokurorisë, do të thënë, nevojiteshte një buxhet i veçantë, pak siguri për ato njerëz, pak kurajo, edhe veprojnë. Do thënë, ne nuk kemi mungesë të kapaciteteve njerëzore. Ne kemi mungesë të vullnetit të mirëfillt politik në moment, po ky vullnet politik nuk është që sot mungon. Ky mungon që nga pavarësia. Përse që 2 herë përsëris. Ne në Maqedoni kemi kaluar në pushtetin gjyqësor, unë jam më i ri, zonja sigurisht e di edhe më mirë edhe kujtohet më mirë. Ne kemi kaluar në për shumë rizgjedhje të gjykatave. Thënë kishim 96-ën, ne mos gaboj, ne atër kemi qenë student, kishim rizgjedhje generale. Të gjithë gjykatësit u futën në një jukebox, në një rizgjedhje, edhe ndoshta unë jam i gabuar, po e ndaj mendimin që edhe atër është bë politizim. Edhe më zvoni me ndryshimet e pushtetet. Ne greshite sigurno, taka беше. Me ndryshimet e këshillave gjyqësore, ne kemi pas 3 forma të këshillit gjyqësor deri sot. Ne kemi amandamente, propozime amandamente për ndryshimet kushtetuese që ndryshojnë amandamente paraprake përsëri që kanë të bëjnë me këshillin gjyqësor. Nuk e zgjedh ajo problemi. Ne detyrimisht Но дозволете, зборуваме за 96-та, сега сме 2016-та. Во овие 20 години мораше да се случи реформа во насока на што поголема независност на судството. Më lejoni që të konstatoj se nuk ka ndryshuar asgjë. Do shtë jam i gabuar në vlerësimet e mia. Tani mos e teproj të them që jemi më keq. Pse e them këtë? Ne kemi pas gjyqtarë të mirëfillt. I quanim komunisti, i quanim kështu ashtu. Po, të ato njerës, ne, posaçërisht unë kam mësuar, me thënë punën praktike dhe kam një vlerësim të jashtëzakonshëm, posaçërisht për gjeneratën më tjetër gjyqtarëve. Ne kemi pas gjyqtarë të cilët me vetë prezencën e vetë detyronin respekt, detyronin gjithë tjerët që t'i nderojnë. Jo sa ato bënin një dëm për shoqërinë, po se ishim vendosur, ishim pozicionuar tamam në vendin e gjyqtarit. Këtu kemi ne edhe problem të dinjitetit. E tha kolege e parës, ne nuk kemi një mekanizëm si t'i inkurajojmë ato gjyqtarë që të vehen të pozicioni që kanë. Është pushteti tretë ky. Edhe nuk e kemi pa deri sot në formën e pushtetit. E kemi pa vetëm në formën e shërbysit të pushteteve tjera. Ajo që dua të shtoj në këtë drejtim, do me thëmë pajtohem me të gjitha kritika që jepen në kuadër të pavarësisë së gjyqësorit, edhe shpesh edhe vetë jam njëra ndër kritikuesit më të mëdhaja të këtij pushteti. Unë mendoj se veçanërisht Komiteti Ndërkombëtar nëpërmjet projekteve të ndryshme është munduar pikërisht të përmirësojë gjendjen e gjyqtarit gjatë gjithë këtyre 20 viteve ju si përmendni. Dhe përmirësime janë bërë objektive, do me thënë kështu. Për shembull, rrogat janë vendosur, mandati i përhershëm, do me thënë është siguruar, edhe pse ka probleme, do me thënë në atë drejtim. Mi po është diçka që njeriu duhet ta mësoj vetë, edhe ajo është dinjiteti dhe integriteti.
Domethënë ajo është komponenta, zakonisht quhet si komponenta e katërt e pavarësisë së gjyqësorit, po njëherët është komponenta më e rëndësishme. Dhe kur ka situata të tilla, kur gjërat janë kaq bardhë dhe zi, siç e shihen nëpër lajmet e juaja, do të thotë aty me të vërtetë ajo që duhet është integriteti. Integriteti dhe guximi, ata janë pushteti i tretë, edhe nuk kanë atë luksin që të sillen në këtë mënyrë si diçka delikate, e thyeshme, si diçka e cila nuk duhet të kritikohet, ndaj të cilës nuk duhet të ushtrohet presion. Profesioni i gjyqtarit është profesion i cili natyrshëm ka presion në vete, po ajo që duhet ta nxjerrë gjyqtarin pra asaj është integriteti i tij. Dhe në këtë drejtim do me thënë, prandaj ka ardhur situata kështu në Maqedoni, që të them ndonjëherë edhe atë që kam thënë shpesh, që ekziston thjesht më ai prezumimi se gjithë janë të korruptuar dhe ata duhet të tregojnë se nuk janë. Me të vërtet ka rënë në barë të tyre tani se nuk mjafton vetëm ajo që të thonë se ja ne nuk jemi të korruptuar, por duhet ta dëshmojnë atë me anë të gjykimeve që të sjellin. Do lejoni vetëm një sentencë të shtoj. E përmendet ju korrupsionin. Tani në shoqërinë tonë perceptohet korrupsioni vetëm kur kemi të bëjmë me mitmarrje. Ne kemi korrupsion të vrasht në ngritje në hierarki gjyqësore. Kemi gjyqtar që nga një gjyqtar për kundërvaqje, mos i ofendoj gjyqtarë për kundërvaqje, zgjedhet me automatizëm në gjykatën e apelit, edhe që zgjedhet edhe kryetar. Një ngritje frapante, një ngritje të jashtëzakonshme për shkurt kohë, edhe ajo është korrupsion. Po ta merrni të analizoni korrupsionin, nuk është vetëm me para. Unë ndoshta do të teproj, po Konfuçi e thot, po s'patet sukses të korruptoni dikën, nuk është sa i nuk korruptohet. Po se ju nuk keni gjetë vlerën e vërtet, dikush nuk i vlerëson parat, e vlerëson ngritjen në hierarki, diku i mungon shkolla, diku i mungon doktoratura. Ka forma të ndryshme, dikush e ka shoqen pa punë, ose pa vendim. Ne kemi edhe shumë raste. Më besoni që ne kemi edhe shumë raste që gjyqtarë janë të kapur vetëm për arsye se kanë të papunësuar fëmijët. Mbi gjitha ato gjyqtarë që janë njerëz si unë e si ju. Unë kam qenë një, nuk jam sot. Jam krenar që nuk jam. Nuk do të them ka ajo. Po do të them që ne gjyqtarëve nuk u japëm, me thënë, jo ne, pushteti ekzekutiv edhe pushteti ligjdhënës nuk është i përgatitur që të hap krahun për atë që e quajmë pushtet gjyqësor. Kjo nuk është fenomen vetëm në Maqedoni. Kjo është fenomen në gjithë rajonin. Është problemi të mendësia. Mendësia ballkanike nuk e pranon një gjyqësor të pavarur. Да. Господја Дувњак, го спомнав пристапот на СЈО засега, дека основното ниво на кривичниот суд не е единствената инстанца, дека тука се и апелација и Врховниот суд. Како во таа смисла ја доживувате одлуката на Врховниот суд во однос на жалбата на СЈО за притворот на Талевски? Дали стануваше збор за очигледен пропуст, па мораше Врховниот суд така да се постапи? Дали го гледате можеби низ призмата на еден конфликт кој што очигледно постои меѓу председателот на Врховниот суд, господјата Неделкова, и председателот на Кривичниот суд Панчевски, или е сепак зрак на надеж дека на повисоките судски инстанци може да се случува и непристрасен однос кон предметите? Сакам да верувам дека сепак е глас на разум, а не некаква политичка заднина, дека е во прашање, некое лично нетрпение, бидејќи во конкретниот случај очигледно беше дека имаме некои факти, очебини, кои што не можеше да ги пренебрегне Врховниот суд. А новиот тест ќе биде во наредниот период барањата за заштита на законитоста во два случаја околу осудениот Звонко Костовски. Во случајот Пуч, особено затоа што Врховниот суд има судска пракса во овој дел. Јас ќе ве потсетам на случајот Раштански Лозја, кога имавме одлука на второстепениот ослободител за актерите во овој случај,
Меѓутоа, Врховниот суд, расправајќи за раштански лозија, најде сериозни повреди во постапката, меѓутоа, водејќи се од принципот дека не смее да биде неповолно за осудениот, лицата беа на слобода. Сега ќе видиме кои правни аргументи ќе ги искористи Врховниот суд. Прво, ако се има во вид одлуката за помилување што ја имаше председателот на државата, во која што Звонко Костовски се најде меѓу 56 лица кои што беа ослободени, и уште повеќе таа правна мешаница кога вие имате признание од некој кој што е трето обвинет, а се уште не сте утврдиле кои се главните осомничени или креатори на кривичното дело. Уште повеќе што од СЈ најавуваат своја нова теорија на случајот кој што сакаат да ја соопштат на првото рочиште во судот, што никако да се случи. Последниот пат беше одложено рочиштето поради болест, барем така беше објавено на еден од поротниците. Мораме полека да привршуваме, бидејќи толку е времето, ќе останат низа прашања кои што се поврзани со темата неотворени. Дали СЈ треба да добие продолжен мандат, дали треба да добие шанса да заштитува самостојно сведоци. Може би вас, Арифи, сакам само за крај да ве прашам околу препораките на Венецијанската комисија во делот на објавувањето на прислушуваните разговори кои што јавноста досега не ги слушна. За мене е особено интересен делот од обвинението за насилството пред општина Центар. Таму СЈ се повикува на прислушуван телефонски разговор, необјавен за јавноста, кој што вели дека ги докажува лукративните мотиви на нарачателот и организаторот на насилството пред Центар, предпоставувам тоа екс-премиерот Груевски, во разговор на поранешен висок носител на функција во извршната власт и познат бизнисмен. Но јавноста немаше шанса да го слушне тој разговор. Од СЈ велат, законот ни забранува такво нешто. Но велат, ако се усвоја препораките на Венецијанската комисија, јавноста ќе имаше шанса да го направи тоа. Мислам дека 4 партии, ако за нешто има консензуален договор, тоа беше дека штом стигнат препораките од Венецијанската комисија, веднаш ќе ги инкорпорираат во ново законско решение. Но тоа до ден денес не се случи. Jo vetëm që nuk ndodhi, po ajo që ndodhen është komplet e kundërta. Ashtu si shumë mirë ju e theksuat, do me thënë të 4 partit pikrish për këtë kishin konsenzus, që të mund të implementojnë ato rekomandimet e Komisionit të Venecis. Nga ana tjetër, ajo që ndodhen në realitet, kemi një propozim ligj që tani quhet propozim ligji për bomba, që është momentalisht në procedurë parlamentare, sipas procedurës së shkurtuar, ashtu siç janë shumica e ligjeve tani, në të cilin i cili është në tërësi në kundërshtim me rekomandimet e Komisionit të Venecës. Do të përmendi vetëm 3 arsye shkurtimisht se nuk kemi kohë. E para, do me thënë, nuk bën dallim ai ligj në mes të interesit publik dhe të drejtës së privatësisë. Po thotë të gjitha është ndaluar çdo lloj објавување, прислушување разговори. Publikimi i informatave të dëgjuara, domethënë të incizuara në atë mënyrë. Komisioni i Venecës shumë qartë thotë se kur ka interes publik, një gjë e tillë duhet të lejohet. Ligji, ky propozim ligj në mënyrë kështu të prerë e ndalon. Така што да беа усвоени, овој разговор ќе можевме да го слушнеме. Ashtu dhe pikërisht është qëllimi, ky është qëllimi i atyre rekomandimeve. E dyta, ky ligj i ri i cili propozohet ka një, domethënë një tendencë që të ngjall frikë të opinioni në mënyrën lidhur me publikimin e këtyre bisedave, për shkak se parasheh dënime drakonike, domethënë minimum 4 vjet burg. Kur është dënimi minimum 4 vjet burg, mund të shkojë deri në 20 vjet burg. Ajo me qartë prej 4 deri në 20 vjet burg. Minimum 4 vjet burg jepet dënimi për tregtim me njerëz. E kuptoni, ne të njëjtin dënim tani sipas këtij ligji do të parashojmë për publikim të këtyre, për shembull të bisedave të cilat do të nxjerrin në shesh veprime të tilla të kriminalitetit të organizuar. Edhe e treta, domethënë ligji përsëri thotë
bisedat ky propozim ligji thotë se bisedat e dëgjuara duhet t'i dorëzohen prokurorit kompetent, pa u thirrur tek prokuroria speciale, si vetmi institucioni i cili ka të drejtë të gjykojë lidhur me këto gjëra, edhe pse dhe kjo ishte te komisioni i Venecias, domethënë për shkak se thanë se duhet qartë të qëndrojë aty, domethënë të qëndrojë emri prokurorisë speciale, dhe përveç asaj thotë se dënimet me burg nuk janë të përshtatshme për këto vepra penale. Kështu që jemi tërësisht në kundërshtim dhe prandaj opinioni nuk u kupton. Dhe ajo që është më e keqja është se për këtë gjë për shembull nuk kërkohet konsenzus, ndërsa kërkohet konsenzus për ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve ose për vazhdimin e mandatit të prokurorisë publike, që është thjesht e Па од dhimbshme. тука наводно десетиците илјади телефонски разговори најдени кај Чауш требаше да бидат предадени до СЈО, а тоа до овој момент се нема случајно. Добро, многу прашања отворени, се надевам за дел од нив успеавме делумно да отвориме нови аспекти. Благодарам многу што бевте мои гости. Ви благодарим на поканата. Фалендеј. Јас сега го најавувам Сречко Поповски и саботажата. Ниту најпедантните хроничари не би можеле да исплетат таков летопис во кој би ги прибрале сите најавени, одјавени, заборавени, па вратени историски чинови и дејствија, кои ги меле владиниот, медиумско-политички, пропаганден времеплов. Во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, Нов ургентен хируршки центар и современа опрема ќе добие Кумановската болница. Вкупната инвестиција во оваа здравствена установа е над 40 милиони денари. Ургентниот треба да биде готов до крајот на идната година. во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, Нов ургентен центар во Куманово ќе почне да се гради за околу 1 месец. Вака ќе изгледа новиот ургентен центар во Куманово. Градежните работи планирано е да почнат во ноември, а треба да биде готов за 15 месеци. Хронолошката нишка е толку долга што веројатно е нормално да се простува за непрецизноста која постојано ја губи битката со времето, а тоа е подложно на модификации во зависност од количеството лажно детерминирани ветувања. Охрид ќе добие нов современ дом на култура и театар. Охрид ќе добие нов современ театар. На местото на сегашниот центар за култура ќе се гради нов театар и современа киносала. Охрид ќе добие нов современ театар. Урбанистичко-планската документација е завршена. Од будното следење на ваквите најави не може да се добие ништо повеќе од сериозна главоболка од и малото луфтирање на архивата ја размрдува правта зад која се крие подлата манипулација при употребата на термините наскоро, за брзо време, наредната година. А таму веќе чекаат остарените, а млади партиски полтрони, кои водат грациозно небулозна дебата и влегуваат во идеолошки конфликт, расправајќи за имплементацијата на воодушевувачко иновативните проекти на нивниот лидер. Тие пераонди би биле близко до студентските домови, би биле приватни и во неа би можеле да работат студенти, што би се отворило простор за работа кај младите. А до негде се согласувам, но сепак би било најдобро да бидат во студентските домови, да бидат под државата и да се грижи државата за овие перални и сушални. Штом ова е главната грижа на структурата која партијата на власт ја промовира како своја идна кадровска понуда, тогаш многу логично звучат свиленкасто ужалените тонови кои ги труби господјата министерка, загрижена за состојбата која ја снашла македонската државна администрација. Не е тајна дека пола администрација е на енапидиазепам од сите овие нервози кои што и се случуваат континуирано. Признанието дека барем едната половинка е здрава звучи охрабрувачки и би требало да влијае врз свеста на нацијата. Треба да се направи нешто за нешто да се реши. Значи мораме нешто да речеме стоп, или ќе не бид вид, или не ќе не бид вид. И на крајот. во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, Ургентниот во Куманово веќе не врши работа. Ургентна е Македонија. Со ова завршуваме. Благодарам што и вечерва бевте со нас. Следното наше издание е в петок од 22:30. Пријатно.